во насока на економичност на поставката. Одбраната истакна предлог за сослушување и на вештото лице Силке Сокс од Форензичкиот институт на Сојузната криминалистичка служба во Германија, кој што фактички изготвител на службената експертиза нарачена од страна на јавното обвинителство, кој што дава конкретни околности по однос на настанување на пожарот и други околности. Одбраната смета за целисходно да судот го извести овој институт да достави покана со цел да го обезбедиме и да го сослушаме во оваа поставка, особено што видно од самата експертиза доставени се целосни податоци за адресата на овој форензички институт, како и имейл адреса, што би го скратил рокот на доставување на поканите. Правителот на повинетиот организм му предлага на суд да го повика вештото лице од Република Германија, кој што има изготвено наоки мислење на врска со пожарот на модуларната болница. Како би бил извршен непоследен разпит. Почуваме тоа од судење. Останатите бранители се согласуваат со ваквиот предлог и го сметат и за свој предлог. И го сметат и за свој предлог. Јавните обвинители се Обвинителството на ваквиот предлог на одбраната на обвинетите приговара да се не се согласува од две основни причини. Првата и основна Јавните обвинители не се согласува на ваквиот предлог. е што предложувањето од две причини. Прво, предлагањето и евентуално изведување на таквиот доказ во оваа кривична постапка е безпредметно, односно околноста на која што тој одбраната на обвинетиот Флорин ја предложи е надвор од предметот на обвинение. И втората причина е тоа што ваквиот предлог е со единствена цел и намера да се одолговречи текот на оваа кривична постапка. Дали ќе ми дозволите одговор? Само кратко се неосновани се наводите истакнати од страна на јавниот обвинител дека одбраната има намера да го одолговречи овој процес. немате со такви работи. Тоа беше констатација од јавното обвинителство. Значи, овој доказ, службена експертиза, е доставен од страна на јавното обвинителство. Сите знаеме на очиглед на цела јавност, цела држава и сите органи се пофалија дека меѓународна експертиза ќе биде изготвена по однос на овој предмет. Ние се согласуваме и веруваме дека во оваа експертиза и констатациите што се наведени во оваа експертиза во голема мера ќе го расветлат настанот. Зошто јавното обвинителство се противи на сослушување на сведок, односно на вешто лице кое што јавното обвинителство го има предложено овој доказ и изготвена службена експертиза врз основа на барање на јавното обвинителство, тоа оставам сами да процените. Меѓутоа, одбраната инсистира на расветлување на целокупниот настан и сметаме дека овој доказ и овој сведок мора, односно вештак, мора да биде сослушан со оглед на транспарентноста за која што се залага одбраната на прво обвинетиот. Благодарам. Судот на решение. Предлогот на одбраната за сослушување на вештото лице од Република Германија се одбива. Со оглед да постојат доволни докази во врска со настанатиот пожар. Добро. И таквиот навод е без значење за предметот на обвинението.
повторувам уште еднаш дека не е предмет на обвинение, зошто измена пошта. Значи неколку пати го повтори и предходно, па и денес. Навлегуваме во нешто што не е содржано во предметот на обвинение.